Во студиото на Здраво Македонијо, по 9 часот се дружиме со Василија Чали, проектен менаџер на Скопско лето, Нермин Неро Герлек, македонски професионален боксер, и Јосип Стибел, мотоциклист и организатор на Круз Калт. Останете со нас до 11 часот. Добро утро и во овој дел од денот. Верувам дека сте рано изутрина заедно со нас од 6:45, така ќе биде и кога на трпеза обединуваме различни професии, интересни профили за кои имаме многу што да раскажеме. Жалам што во студиото сме во помал број од најавата која што веќе имаме уште од петокот, но поради одредени обврски, господјата Василија Чали реши денеска да не гостува кај нас. Јас само жалам за господинот Никола Глегоров, чие име и презиме сакам да го споменам, културен работник и долгогодишен директор на Дирекцијата за култура и уметност на Скопје, кој на Скопје и како му го подари она што значи Скопско лето. Тој изминатата година не напушти и секогаш ще е убаво да се спомене името на некој кој што во културата оставил одличен печат. А за професионалноста на оние кои што го наследија, ќе зборуваат делата. Но ние да зборуваме за нешто денеска го имаме. Заедно со мене домакинки сме јас и Цеци. Цеци, официјално добро утро. Да, Александра, добро утро пред гледачите и пред камерите. Почитувани поздрав и до вас. Верувам дека уживате уште од 6:45 во понеделничкото издание на Здраво Македонијо. Со сите тими и содржини кои што заедно цела екипа ги подготвува денови кога завршуваат, се разбира, утринските програми, и денеска имаме убаво друштво, без разлика што едната гостинка нема да ни дојде. Мислам дека супер ќе си поминеме, убави разговори ќе направиме со гостите кои што не почистија за своето присуство. Па Александра, да ми посакам уште еднаш топло добре ден. Така е, да се ги поздравиме веднаш до мене господинот Нермин Неро Герлек. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Прво да се заблагодарам на поканата. Фала ви на поканата. Мило ми е што сум тука, у последен момент, нели? Така се слушнавме, ја се вратив од Сараево, меѓутоа фала што ме поканивте. Благодарам за професионалноста и неуморноста да го споделувате она што не секојдневно го споделувате. Да, и поздравам и луѓе во студио и нашите гледачи. Така. И веднаш до вас господинот Јосип Стибел. Добро утро и добре ни дојдовте за прв пат во студиото на Канал 5. Добро утро, добро ве најдов. Ви благодарам за поканата и се надам ќе си имаме убаво време, убави разговори. Така. Имаме многу што да споделиме, но да започнеме со Нермин. Денеска од Сараево во Скопје. Неро, имавте чест да тренирате рамо до рамо со најдоминантните борци на Балканот. Па раскажете ни повеќе за тоа што за вас представуваше Сараево, со кого се сретнавте рамо до рамо, од кого научивте и кој беше ваш тренер токму на оваа локација? Така. Бидејќи ми предстои борба, нели, во сабота, наредната сабота 27.6 во Германија, одлучи последниот период од припремите да го поминам во Сараево, кај Мирса Цебо, тренерот, поздрав до него. Голем поздрав. Каде што дел од неговата сала, нели, од боксерската сала, се повеќе регионални звезди, да речам, боксерски, кои имаат големи успеси. Така. За мене тоа значи голем, не можам да кажам успех, меѓутоа реално голем поттик, затоа што кога вежбаш со такви луѓе, нели, поголема мотивација добиваш поголема самодоверба и некако се ослободуваш во боксот повеќе. Самата самодоверба многу значи за време на борбата, така да кога веќе вежбаш со такви луѓе, послободен си да се изразиш во рингот, послободно можеш да се изразиш тоа што си го научил. Така. Вие сте професионален боксер кој се надпреварува во полутешка и крузер категорија. Објаснете малку повеќе за јавноста што значи ова. Па тоа е исто, мислам, полутешка се во другите боречки вештини, во боксот се нарекува крузер. Таа е една категорија под тешката, апсолутно, до 91 кило е во боксот. Така да, до 91 кило е. Да не зборуваме, боксот е добро да го погледнеме за оние кои се љубители на боксот и на она што значи оваа боречка вештина, која верувам дека ќе остане само во рингот, а нема да видиме низ улиците, да погледнеме едно кратко видео и да го коментираме потоа. He goes like 2, 3, 4, 5 punches. Yeah, tries to put a few together. Yeah, but looking very rattled. Kamara resets and comes forward. Looks very clinical at the moment. Gerlich trying to put a combination together, but Kamara gets out of danger's way quite easily. A lot along the line for both men here, both undefeated. Somebody else got to go. Oh, he's in trouble. Every time he lets his hands go, Kamara. What I like about Kamara, he doesn't make one punch combination. He goes like 2, 3, 4, 5 punches. Со
Со кој ви била досега најтешката борба? Ова што ја гледавме. Ова што ја гледавме. Сега доста вознемирено гледавте, дали е секако што треба. Ова ми е единствена изгубена борба, меѓутоа се станува збор за сериозен противник, станува збор за шампион на Холандија. Кај не баш видео од изгубена борба. Нема врска, добар е квалитетот. Станува збор за шампион на Холандија. Борбата ја прифати во последен момент, меѓутоа реално дечко беше поспремен од мене, затоа и победи. Така. Меѓутоа големо искуство за мене сега. За оние кои што не го пратат овој спорт, вие имате 8 победи, 6 нокаути и само 1 пораз. Да. Што за вас значи? Па во боксот малку се манипулира со тие, мислам манипулира, не се манипулира, меѓутоа тоа е мал број на борби во боксот. Веќе после 20-30 професионални борби може да кажеш дека станува збор за некој искусен боксер, бидејќи нели во првиот момент првите борби не се најтешки, не се некои претешки противници, него се градиш како борец, почнуваш со полесни борци и сега нели како напредува кариерата, како напредуваш во боксот со техника, со спремност, ти јас посериозни борци. Верувам дека ќе напредувате одлично на патот кој ќе се корите, особено борбата што ве очекува во Германија, но да посветиме време и внимание и на господинот Јосип Стибел кој што е заедно со нас во студиото. Познат сте како мотоентузијаст и колекционер на класични и ретки моторциклисти, а вие сте редовен учесник на собири и изложби во градот. Но денеска сте ни тука да најавите нешто што ќе ни се случува и му го подарувате на Скопје веќе долги години наназад. Така. Оваа сабота, 27-ми, имаме пето издание на Cruise Scout, The Art of the Motorcycle, уметноста нели на мотоциклите. Пета година, онака еден убав јубилеј. Така. Подсетување односно за луѓето што не знаат, тоа е една изложба на мотоцикли, каде што имаме изложено ние класични, да кажеме, чопери, крузери, кафе рейсери, скремблери и така натаму, односно кај луѓето, да кажеме, ние покласичните мотори и чоперите, нели, за поопшта јавност. Пета година, каде што имаме изложено примероци, имаме бендови музика, имаме фуд корнер. Тоа е едно убаво дружење што трае од некаде почнуваме 12 часот до 18. Секоја втора година имаме посетители од странство. Оваа година убаво е да се напомене, имаме 35 мотори некаде што ќе дојдат со возење тука, значи имаме гости од Англија, Германија, Холандија, кои што со своите кастомизирани примероци, нели под кастомизирани кажуваме оние преправени, модифицирани, за да не изгледа као стандардните, нели, бидејќи ние секогаш сме во оваа култура, во потрага по индивидуалноста, креативноста, така да ќе имаме прекрасни примероци. Покрај тоа имаме секоја година и некој интересен масл кар или да кажеме од оние американски коли како, не знам, Мустанг. Оваа година имаме интересен примерок од 68 година. Така да е еден убав експириенс каде што луѓето ќе може да доживеат едно различно пладне, да кажеме, каде што да се отргнат од овие секојдневни и стандардни работи што ги имаме во Скопје и да уживаат во оваа прекрасна манифестација, каде што исто така би напоменал и публиката учествува во еден дел со огласањето, односно имаме избрано неколку 3 примероци од сите категории, меѓутоа после тоа имаме самите посетители гласаат од тие примероци кој е најубав представник, така да добиваме нели на Best of Show или Public's Choice, каде што самите луѓе кажуваат нели кој е. Така да ги очекуваме. Да, сака публиката кога се слуша и незиниот глас, кога таа треба нешто да каже што е добро. Да, има доста интерес околу тој момент. Организацијски, нели, плюс има тука дополнително работа, бидејќи, нели, па зошто мојот и така, но тоа имаме, ние решено што имаме една екипа на суди што се
по Елоквентни во тој дел. елоквентни и многу Така. години во целава оваа приказна и така да Но за приказната повеќе да им ја доловиме на гледачите, да погледнеме едно видео и тоа од првата година на овој мото настан за кој ни говори господинот Јосип Стивел. Да погледнеме и да уживаме во истото. Ете, уживавме низ видео што се случува с годините во овие 5 години од кога ни се организира овој мотосовир. Цеца? Да, мислам само не споменавме каде ќе се случува настанот. Значи настанот е во паркот на Франкофонија. Популарно место за настани во Скопје. Ова сабота, па можам да кажам еден од поголемите настани што беше направен пред 5 години, да кажеме, спаѓа и Крускал, каде што на, да кажам, поголема сцена и поголема бројка на луѓе беше во тие делови, така да парк на Франкофонија сабота, нели, следнава се 27 од 12 до 18 часот тука под сенките ќе уживаме. Да, така, за сите кои што го сакаат токму ова како настан. Но да зборуваме малку повеќе со Нермин, препознат ли сте по агресивниот пристап и висок процент на предвремени завршетоци и нокаути? Вака ве опишуваат во јавноста, но која слика вие сакате да оставите во спортот кој што го негувате? Па тоа е најверојатно според досегашните борби, меѓутоа да. За мене е битно да луѓето да ме препознаваат како спортист, како некој кој е посветен на спортот, нели сите знаеме тие спортски манири, спортски стандарди кои се дека се почитувани во народот, почитувани кај нас, така да мене ми е битно да бидам спортист, да бидам почитуван во народот, да бидам некој препознатлив по спортот, да не ме врзуваат со негативни работи. Така. Дали сонувавте за ова како спорт? Кога ви се јави желбата да токму овој спорт го практикувате? Бидејќи сте се уште млад, да. И верувам дека сите деца, девојчињата сонуваат за балерини, мажите сонуваат за пожарникари, полицајци, но ете, боксот е интересен и различен спорт. Да, интересно е што јас во боричките вештини сум од 15 години. Меѓутоа, последните 3 години сосема случајно влагам во професионалниот бокс, помагајќи му на другар, исто наш познат боксер Тоше Цветков, да се припрема за борба, тоа е пред некои 3,5 години, каде што неговиот менаџер кој по потекло од Србија доаѓа и не гледа како спарингуваме, нели, вика се ти го препознаваш талент. Да, вика спарингуваш, примаш толкава штета, не градиш кариера за себе, нема логика. Дај да се бориш за мене, и така тргнува мојата приказна во професионалниот бокс. А инаку како сон, нели, сите ние сонуваме да искочиме на таа голема сцена, да искочиме да се бориме пред народ, меѓутоа не е баш се интересно како што така изгледа. Да, малку има и притисок, има и, нели, страф од изгубена борба и да не се обрукаш, народски речено, меѓутоа се е тоа дел од спортот. Има ли страф од повреда? Од повреда нема страф. Значи страф да не се не. Избрукаш пред народот има, ама не, страф од повреда. Страф од повреда нема. Мислам, ја кажувам од моја гледна точка, повеќето спортисти знам дека така размислуваат, бидејќи повредите се, нели, дел од спортот, дел од секој спортист може да се повреди. Меѓутоа, самата загуба оваквите боречки вештини, дали е бокс, кикбокс, ММА, малку потешко се прифаќа, бидејќи ем си изгубил, некој те истепал, знаеш, не е пријатно чувство, баш доста влијае на психата. И треба да се остане, нели, сталожен и смирен, бидејќи тоа е сепак спорт. Еден ден ќе победиш, след ден ќе изгубиш и
нормално. Кога зборуваме за Балканот, Цеца е една од дамите кои што сите ја познаваат, а вие имате средба токму и со нејзиниот син кој е познат во овој спорт. Раскажете ни повеќе за оваа средба. Па, минатата година во мислам дека септември месец, август или септември требаше да имаме, не, извинувам, јули месец требаше да имаме борба јас и Велјко, меѓутоа на него му се случи повреда. И нели од спортски аспект јас само му пишав затоа што стварно имаше повреда на кичма, да почна физикално, имаше сериозна повреда, и му пишав само побрзо да се опорави. Кај он ми се јави, ми рече, знаеш, у денешно време кај што сите се арогантни и так, нели држат некој став, ова е реткост, ми се јави и така тргнува нашето, да речем, дружење. И ден денес сме у контакт, бев кај него на гости. Веднаш по повредата ми се јави, бев кај него на гости во Нови Сад, спарингувавме, нели за да оствариме и таа борба, да речем, во позадина. Колку е има пријателство позади борбите? Многу. Многу. Искрено многу. Не зборам за противници, зборам општо во боксот многу, бидејќи реално гледано јас моментално во секоја земја на Балканот, а и пошироко, низ Европа имам по некој контакт остварен преку боксот. Дали е тоа тренер, дали е некој каде што сме сретнал на некој евент, дали е тоа некој организатор, каде да отидам, секаде може да буквално како порано старите што кажуваа за војска, во секој град имаш некој пријател, сега да немаме војска, имаме бокс. Во секој град буквално имам по некој контакт од боксот. И сите се нели онака широко градни, сите те прифаќаат, си нема. Јас не сум најшол до сега на било каков отпор. Мене од сегаш ми бил интересен моментот, се од машка гледна точка, нели влегуваш во некого со дуел и тука нели борба и се, и сега треба време за да се стигне до тоа ниво, за ти да немаш нервоза, нели бокс, нешто тудира и сега они цело време се смирени, наложени се. Како што кажа, психичка подготовка. Да, психичка подготовка. Верувам дека психологијата игра голема улога. Многу битен момент, начинот, Колку се ментално се подготвувате пред секоја борба? Како се смирувате и како? Искрено, јас ќе зборам моје име, аз знам и по колегите по бокс и другите спортови. Тоа е, да речам, 80% од борбата. Физички ти колку си се спремил, јас сега за припремите ми завршија вчера, колку сум завршил толку. Сега е борбата, јас треба да стигнам на мерење, да се измерам, да се соочам со противникот. Да ни споменавте кога ве понудивме кафе дека не смеете. Да се измерам, да се соочам со противникот, да искочам пред странска публика, и тоа е некој момент, нели, страв од изгубена борба, некој очекува да победиш, некој очекува да изгубиш, и сите тие моменти само треба, нели, да ги исклучиш сите дистракции надвор тоа и да се фокусираш само на борба. Нема потреба од нервоза. Се случува некогаш така како нервоза се пројавила, јако ми удри па сега, или тоа е скрос исклучено? Не, значи тоа, знаеш како? Тоа е делот. Треба да биде така, меѓутоа на секој силен удар рачунај дека силно ќе ти врати. Да. Нели така да. Кога сме кај ударите, да погледнеме уште едно видео токму од нашиот Герлек кој што денеска го имаме утрински во студиото. Да погледнеме уште едно видео и да уживаме во нешто значи борба. Samo se izmakneš lijevu bacite, kontam šta čekaš. Opet toga, opet, 2, 3, bum, 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 ajmo, ajmo, bravo! Alekse Kesića, pobjedu je slavio Nermin Gerlek, Sjeverna Makedonija. Dvije prednje iz daljine. Daj, dobro, bravo. Evo. Predna puštija. Pazi, desni aperkat svoj, malo smanji da nisi širok. Ја погледнавме борбата, каде што нашиот гостин гордо го носи македонското знаме на своите гради, но ете, што погледнавме, за каква борба и каде? Да, ова е 2020 лани, да, во август месец во Херцег Нови. Така. Евент организиран од, сега не знам точно како се викаше организацијата за борба. Така. Меѓутоа на отворено, многу убав евент, имаше многу туристи, имаше многу гости, немаше карта, него беше отворен евент, така да имаше многу гледачи.
еден од омилените мои евенти и се надевам дека пак во иднина ќе организира таму, пак да настапам таму, затоа што стварно беше убава атмосфера, буквално со мерак буксував. А ова е победен, значи. Нели се надоволувам. Победен, така е. Кажав дали ова победничка игра. Не е изгубена дека ова е победа. Верувам дека уште една победа ве чека на прагот, но да зборуваме со Јосип. Јосип, кога ги спомена Гирлек повредите, какви се кога се вози мотор? И колку се чести истите? Различни, доста во споредба со боксот. Видите, делот од искуството се стекнува, нели, со тоа, меѓутоа кај нас се гледа што помалце тоа да биде што помалку намалено, бидејќи самата брзина, тежината на моторот, поготово овие мотори што се доста по-тешки, да кажеме, од останатите во килажа и па и во кубикажа се гледа што повеќе да се избегнат, така да воедно ние имаме и на помладите што влегуваат во ова приказна, им објаснуваме им некој вид на предавање каде што некои основни работи на што треба да внимаваат и како да се избегнат тие ситуации, но во нашиот момент тоа се гледа што помалку и нели некогаш воопшто не се простува во овие инциденти, да кажеме. А што е она што прво им го кажувате на лицата кои што се одлучуваат да возат мотор? Па најпрво што кажуваме кацига. Со текот на годините Мислам дека треба да и за велосипеди, за тротинети, за сите превозни средства, не е само за мотор. Би предложил и ова со тротинетите што возат доста и пријатели, некои што имам, јас им кажувам, па барем онаа кацига што е за велосипед, нели онаа, бидејќи еден момент со тротинетите што има дека се тие мали тркалца, нели, кај нас знаеме какви развиваат брзина доста. Знаеме нашите патишта, нели, изградов какви се. И друг момент еден има што ти си многу блиску до самиот асфалт, немаш време ни за најмала реакција да се поместиш или нешто малку од малку за да можеш да се заштитиш. А за тие што почнуваат, нели, со моторите или дали било и Веспа, као почеток и натаму, прво и основно е кацига, втор момент е приспособеност на брзината според условите. Тоа е тоа, да возиш некаде, гледаш дека и самите кривини ти кажуваат дека брзината ти е голема, можеш да успориш. Меѓутоа, кацигата е многу важен момент и доста луѓе прават грешка. Да отидам до ваму, ми треба 500 метри се. Ама не е секојаш до тебе, некојаш тие 500 метри може многу да значат. Така да, основна работа е кацига, а после тоа, нели, се подразбира, нели, полека и постепено да се влегува во целата таа возња, бидејќи градското возење представува една планета, да ја кажеме, возење на пати со поголеми брзини е друга. Овде имаме во град имаме повеќе distractions, нели, луѓе доаѓаат, поминуваат коли и се, меѓутоа брзината е помала. На другата планета што ја кажуваме, нели, со автопати поголема брзина, нема толку некои, да кажеме, работи што не попречуваат, меѓутоа грешката е по-различна на 30-40 км на многу поголема брзина. Кога сме кај безбедноста и советите, интересно е споевте вашата примарна професија со вашата хоби и страст, со тоа што на учениците на кои им предавате им одржавте едукација и предавање токму за моторите. Да, имаме соработка со одредени организации што се во тој момент, нели, сегмент каде што се вршат обуки за безбедност во возењето. И воедно, нели, знаете дека доста Веспи се возат и тие помали мотори каде што почнуваат, нели, тинеџерите да возат. И убави се тие совети исто со Министерство за внатрешни работи што е одделот за сообраќај. Од време на време имаме соработка каде што вршиме едни такви предавања. Тие се еднодневни, но интересно се направени, од полигон има момент, па совети околу возењето и има онака интерес доста, бидејќи
сакаат да видат нели како што и како да бидат заштитени, како да навлезат во целиот тој момент со возење и така. Така. Нермин, како се заштитувате вие во рингот? Судијата кога не се очува прво вика заштитите се еден со друг. Тоа иначе судиска нели мора да го каже тоа. Нема заштита, нема, нели има недозволени удари, тоа се во меѓуножјето и во позадината на главата, друго е се дозволено што се однесува до удари, така да пробуваш да го излечеш најтенкиот крај. Пробуваш да се сочуваш колку можеш, меѓутоа во целата таа нели што зборавме агресија, многу тешко да останеш смирен и да пазиш нели како некого ќе удриш бидејќи ти си дојден да победиш, он е дојден да победи. Ако не го удриш, ти он ќе те удри. Така да повреди се случуваат многу, за жал, меѓутоа таков е спортот. Како ви спраќаат родителите на борба? И моите особено вашата мајка. Моите родители ретко кога знаат каде се борам и кога се борам. Пробувам тоа да го сокријам колку што можам. За грижата да ја намалите? За да намалам не само грижата, него да намалам и суфлирањето. Зошто, како, кога, што ти треба тоа. Притисокот да си го намалите. Зашто не беше програмер некој, зашто не стана и слично. Така да пробувам тоа нели да го сведам на минимум, да не се многу вмешани во боксот. Секако да знаат нели што од јавноста, што од видеа, Инстаграм и слично. Меѓутоа ете, мислам дека колку помалку знаат, толку е подобро за секој родител. Колку имате време за приватен живот? Па многу малку. Многу малку, реално, поготово кога е период на, да речам, некои борби. Подготовки или борби. Подготовки, тоа е, еве ја сега, поради сите дистракции што ми се тука во Скопје, затоа замина во Сараево, каде што и таму, условно речено, нема никаква врска, осим вежбањето. А пак, немаш време, бидејќи сабајле стануваш на еден тренинг, се изморуваш од 2 сати тренинг, се враќаш, јадеш, спиеш, втор тренинг. И немаш време баш за приватен живот, меѓутоа тоа е некој период каде што се гради кариерата, мора сите да го поминеме. Така. Кога градиме успешни настани, верувам дека сакаме да градиме и здрави генерации. Јосип, денеска за да полагате за мотор, тоа може од 16 години во Скопје и во Македонија да го направиме. Па колку ете вие ги советувате младите да се качат на мотор на 16 или пак кој е вашиот совет и порака и препорака? Бидејќи доколку денеска еден млад човек сака да положи за категорија А1, тоа може да го направи и на 16 години, зависно од кубикажата и јачината на моторот со кој сака да управува. Да, има и промени некои нели што беа со 125 со големината на кубикажата. Па се враќаме на истиот тој момент, на влегувањето на пат и седнувањето на моторот и влегувањето во таа приказна си бара една одговорност, значи бара внимание, бара посветеност, во смисол додека си на моторот, јас тоа кажам еден од советите, нема брзање, не постои саат, јас треба да стигнам толку, па ќе брзам или било што. Се качуваш и веќе си во таа една своја димензија каде што внимаваш на сите тие одредени моменти. Со тоа што јас кажувам дека тинејџерите, нели во тие тинејџерски години сите кога сме биле, знаеме да бидеме по пргави, по да се експериментира нели со брзина и така натаму, но сепак би требало тоа да биде пак да кажеме со некој совет од некој што е во тоа, во таа сфера, да кажеме, да каде што ќе слушнат и совет и се подразбира, нели, опрема, подопрема, да кажеме, не е само кацигата, туку кога се оди на некој отворен пат, тука, нели, ракавици, јакна, чевли и така натаму, се со цел, нели, да се избегнат тие повреди, но сепак јас би советувал за на 16 години за таа возраст, нели, треба и од родителите малку да има контрола и воедно и тие да им помогнат. Сега 16 години, окей, ние сме биле во тие години, нели, знаеме точно како е, што е, мислат дека знаат се и така натаму, плюс сега со новите технологии, телефониве, тоа јас знам, ти не знаеше, уште повеќе зголемено. Сепак треба дискусија една и со родителите, и за да им објасне, и воедно јас би препорачал карактерот влијае многу. Ако некој нема контрола во
тие моменти сака поголема брзина и се. Сепак тоа не се прави со Веспа или да кажеме во тие години. Треба пак една да кажеме едукација за качување на мотор. Мислам, не сум сигурен нашите школи што се за полагање или за возење се, не знам се уште дали имаат за Веспа курсеви, каде што ти кажуваш, сакам јас да почнам Веспа да возам. Има часови, така, има часови за доколку сакате мотор да за упремувате. мотор, да. Ама за Веспа мислам дека нема се уште. Тоа е интересно, нешто што треба на терен да го направиме и да посетиме некоја автошкола. Мислам дека нема, дека сепак ти дали ќе со голем мотор или со помал, ти влегуваш во собаке во еден град како Скопје, каде што, нели, милион коли се и се што интересно е. Една мала зоолошка градина се улиците на Скопје. Така, но да потсетиме за тоа што сака да ве покани господинот Јосип Стибел со една интересна мото најава за настанот кој што ќе ни се случува оваа сабота. Оваа сабота, да. Немаме то, но се случува и тоа понекогаш. Јосип, слободно, еве, ја имаме оваа најава која што ви е интересна, подготвена за социјалните мрежи, како официјална најава за оно што ќе ни се случува во сабота. Поделете ни уште еднашка и подсетете ги сите оние кои сакаат да бидат дел од она што значи дружење на еден различен адреналински начин во паркот на Франкофонија. Јас би напоменал дека изложбата, оваа манифестација не е наменета строго само за љубители на мотори, сега само за тој момент, туку имаме семејства доста што си доаѓаат онако фамилиарен момент, дека знаете како е, нели, деца хромоти, самиот момент со моторите плюс со нивната висина која ги гледаат, тоа е веќе колку сакате да го друга димензија и така да има доста семејства што си доаѓаат, некои што ги интересирала оваа култура немаат пристап вака да од блиску да ја доживеат, така да со самото доаѓање доживуваат еден експириенс каде што не се само моторите, туку и луѓето и енергијата се чувствува и воедно, би сакал да кажам, учествуваме во еден момент на рушење на тие стереотипи дека буквално, нели, моторџиите се, нели, негативни ликови и така натаму, што знаеме дека е дел од некои пропаганди по-натаму, но на иста страна. На иста страна, така. Нашите гости се на иста страна. Ги рушиме табуите и предрасудите за оно што значи боксот и мотоспортот во Македонија. Но како и зошто имаме уште многу што да ви раскажеме и преку фотографија, оној дел кој го сакате вие и го посакувате, особено во делот по 10 часот. Но дотогаш направите си го вашиот омилен пијалок и останете со нас и по рекламите.